Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска, а во денешната рубрика посветена на женските теми, која што ја нарековме, нели, жените го вртат светот, наша соговорничка е Сара Миленковска, активистка, политиколог и основачка на Стела мрежата. Добро утро, Сара, како сте? Добро утро на вас. Добро сум, ви благодарам на поканата да учествувам. Вие работите на различни полиња, така да кажам, бидејќи имате и различни интереси и професионално широко поле, но сепак денеска ве поканив да поразговараме за една многу интересна акција за која што прочитав, а тоа е Сподели авторка. Односно, вие всушност на жените, на девојките, на студентките и студентите кои што се заинтересирани, им давате книги, им донирате практично книги од кои што можат да се информираат за феминизмот и за феминистичката теорија. Ајде да видиме како се одвива таа акција, како почна всушност. Се уште не сме стигнали до крајната цел да ги донираме, меѓутоа сме уште во почетна фаза и затоа ми е многу драго што воопшто имаме можноста да споделиме во едното. Благодарам за интересот. Започна многу наивно од тоа што ми пише едно девојче на Инстаграм за одредена литература која што интересира и воедно каде може да најде една од книгите на мајка ми. И потоа со тоа девојче многу интересно бидејќи дозна дека сум дел од менторската мрежа и започнавме менторство каде што подетално разговаравме општо за како може да се информира повеќе за феминизмот, за родово базираното насилство. И тоа ми остана како идеја дека едноставно немаме сите можеби еднаков пристап или можеби не знаеме како да ги најдеме соодветните информации и баш инспирирана општо и од други девојки, воедно и од супер иницијативата на Хера каде што основаа феминистички буклаб, решив да им се обратам на неколку девојки жени кои што знам дека би биле заинтересирани да ме поддржат во ова и многу ми е драго дека сите се приклучија од Радио МОВ до платформата до Медуза. Се приклучија бидејќи сакаат и они да придонесат на нови начин. Ние во моментов сме во многу почетна фаза каде што се уште дефинираме листата на книги и потоа ќе видиме кои книги ги имаме во нашите домови, кои што би можеле да ги донираме и да ги собираме, а потоа се надеваме дека ќе најдеме некаква соодветна поддршка. Како што кажав, ова е се уште скроз на почеток. Меѓутоа ми е многу мило што има интерес и што луѓето сакаат това да го поддржат, бидејќи сметам дека ова е исклучително значајно во смисла дека е дополнителен начин на кој што ние може да си помогнеме едни на други и воедно да се еманципираме малку повеќе. Сега некој ќе рече во ера на интернет е многу полесно да се најде било каква литература, но дали е тоа така? Не е секогаш тоа случај кога не знаете всушност што треба да побарате. Да разбера, и затоа е многу интересно, мислам, почнувањето и формирањето на оваа иницијатива не трга од само тоа што сметам јас дека некој треба да прочита за да разбере малку повеќе за феминизмот и општо за женското творештво, него дополнително и јас многу учам и открив многу различни книги и авторки кои што сметам дека треба да се повеќе во етер да речам. Затоа, баш како што кажавте, има разлика помеѓу тоа што сметаме и нас не е пласирано преку медиумите за тоа што мора да го прочитаме, ама мислам дека е многу значајно да тргнеме од почеток. Затоа и пред се кога дефинираме феминистичка литература може да тргнеме од сосема два различни, едниот објективен за тоа како повеќе да го разбираме историјатот на женската борба, која што е длабоко и поврзана и со антифашистичката борба, како еволуира и како имаме доста различни истражувања во тоа поле интерсекцијски и исто така може да тргнеме од еден субјективен начин на кој што одредени творештва нам ни помогнале лично да разбереме одредени конструкции патриархални, да ги деконструираме и да ги реконструираме повторно во други форми. Така да, мислам дека
тоа што се има на интернетот е само еден начин на кој што ние можеме да и во оваа иницијатива придонесеме преку некаков преку креирање можеби и онлайн библиотека, бидејќи нашата идеја сега за сега е да креираме пакет од 20-30 книги, од кога се разбира ќе ги обезбедиме и да ги поделиме во градските библиотеки, во помалите заедници. Во моментов лоциравме 5 града. Меѓутоа се надам дека како што ќе расте оваа идеја, дека ќе можеме повеќе онлайн, бидејќи на крајот од денот свесни сме дека и во моментов тоа е она кое што ни се нуди како можеби најсоодветно решение. Меѓутоа не сме да го изгубиме односот кон библиотеките, што мислам дека многу може да придонесе и воено за развивање на творештво во помалите градови. Сара, можете ли да ни кажете барем неколку од насловите кои што ги планирате за овие пакети, нели, за запознавање со феминистичката литература и воопшто теорија? Да, се разбира, се уште стојат повеќе авторки, па потоа ќе видиме кои од нивните книги се достапни. И исто така мислам дека тука ќе произлезе и доста интересна нова листа на работи кои што треба дополнително да се преведат во Македонија за да може да ги читаме, ама тргнавме и од основите на Сара Ахмед, значи Джейн Остин, Бел Кукс. Исто така сакаме македонското творештво да го покриеме и сметам дека исто така и ова е воедно и отворен повик доколку некој има идеи или нешто имаме пропуштено слободно да може да ги сподели со нас. Вие работите во оваа стела, нели, менторска мрежа. Всушност се застапувате за идејата дека образованието е тоа кое што најмногу може да помогне нели да се срушат веќе тие патриархални модели и да со поголемата пристапност кон образованието да полека излегуваме од некои 19 вековни, би рекла, модели и образци. Па можете ли да ми кажете зашто, како се одвива, како се е организирана оваа менторска мрежа? Се разбира. Значи, оваа менторска мрежа функционира на моделот женска солидарност, тргнувајќи од тоа дека сме свесни од личните искуства и воедно и од истражувања кои што ги имаме направено дека жените, односно девојките се соочуваат со сериозни проблеми за време на нивниот и препреки за време на нивното образование и студирање. Сметовме дека треба да се најде некоја понепосреден начин на кој што може да се помогнеме едни на други. И менторската мрежа во моментов има околу 100 менторки и околу 80 менторирани девојки. Принципот е еден, каде што ние ги спојуваме менторките со девојките кои што сакаат да бидат менторирани врз основа на нивните интереси и начин на кој што сметаме дека тие може да се помогнат. Потоа тие самите го дефинираат менторството. Бидејќи менторскиот процес може да биде за различни работи. Например, можеби некој сака да се запише на добар факултет, па му треба конкретна помош за тоа и на тој начин знаеме кому да се обратиме со цел да го започнеме тој менторски процес. Некој можеби сака само подобро да се организира за учење, некоја девојка може да сака општо за личен развој. Мене ме многу интересно бидејќи тргнувам од тоа дека не само што сум соосновачка, ама ние сите сме и менторки некому, ама на пример јас сум и менторирана од една од моите од девојките со кои што имаме основана заедно стела. Така да сакам да кажам дека ова отвора можност не само за, мислам, да, и за вмрежување, општо за девојки со сличен или различен интерес во смисла дека учиме и многу едни од други, ама отвора и можност општо да веруваме во концептот дека може да се подпреме на други и да разбираме дека секој поминал низ различни препреки и многу е полесно кога отворено зборуваме со некого за истите, бидејќи на тој начин сакаме дека само се повремени препреки и работиме многу во охрабрување на девојките да разберат дека имаат мок, имаат што да кажат, само едноставно за жал општеството е тако како што е и ќе направи секогаш да се сомневаш во себе си и во своите способности.
а идејата е преку ова да помалку го правиме тоа, дури ние самите и воедно девојките кои што ги менторираме. И за крај само на кратко, еве ова е интересно што го кажувате, меѓутоа како да дознаат, како да стигнат до вас, еве девојките, студентките кои што сакаат да бидат дел од оваа иницијатива ваша? Ти благодарам. Во однос на Стела, и ние имаме и Да. вебсайт Instagram stela.mk, а во однос на иницијативата, слободно може да ми пишат мене директно на социјалните мрежи, бидејќи иако мислам и Стела стои позади мене во однос на оваа иницијатива и многу други организации кои што ги спомнав, искрено сакам ова да биде многу поперсонализирано, да не биде онака типично, не знам, како некаков проект, него напротив, ова е само иницијатива од девојки за девојки, затоа најотворено ги повикувам сите слободно да ми пишат на Facebook или на Instagram, сеедно каде што се чувствуваат посоодветни и било каков начин на кој што сметаат дека можат да помогнат, дали преку донирање на книга, дали преку совет за каква литература дополнително ние треба да увидиме, бидејќи како што кажав, ова е и воедно почна каква иницијатива со цел јас да помогнам некому, меѓутоа исто оди во насока каде што јас учам многу за работи кои што едва чекам да седнам да имам повеќе време да ги прочитам. Така да отворени сме за секаков вид на подршка. Дури иако сподели авторка се нарекува иницијативата, ако сметате дека треба по директно да биде нешто пренесено и за тоа сме отворени, бидејќи идејата ми е што е можно понепосредно ова да се реализира, бидејќи така и започна. Мене, например, девојката која што ја менторирам и која што ме инспирираше за ова, се уште останува во моите мисли во смисла дека треба да бараме секојаш нови начини на кои што може да се поддржиме, без разлика дали само преку споделување литература, преку менторирање или различни форми на советување. Сара Миленковска, активистка, јас многу ви благодарам за овој разговор. Се разбира дека ќе имаме прилика и повторно да поразговараме, имате различни теми, различни интереси. Ви благодарам уште еднаш,